Добар ден, ученици, и добре дојдовте во првиот онлайн час по англиски јазик. Она на што денес ќе посветиме внимание е искажување на идно време. За овој час ви се потребни тетрадка и пенкалца во боја, кои што и досега ги користевме на сите часови за запишување, подвлекување и потенцирање на сите клучни работи кои што треба да ги знаете во текот на овој час и кои што исто така ќе бидат потребни за успешно научување и пишување на домашната задача која што ќе следи по преслушувањето и прегледувањето на овој видео слайд. Искажување идно време. Има повеќе начини на искажување на идно време, меѓутоа за денес одбрав да ви ги представам двата од најчесто употребуваните начини за искажување на идно време. Едниот начин е формата be going to, која што се состои од глаголот be и неговите форми за сегашно време. Како што гледате, тоа се am, are, is и are во множина, а од друга страна го имаме present continuous tense или present progressive tense, тоа е едно исто, односно сегашно трајно време. Денес ќе треба да се запознаете со сличностите и разликите помеѓу овие две форми и нивниот начин на употреба, со цел да умеете да ги разликувате и соодветно употребувате во различни говорни ситуации. Од левата страна, ќе се вратиме повторно, ја имаме be going to формата. Доколку погледнеме во singular, еднина и плурал, множина, ќе видиме дека првиот дел од речениците веќе ни е познат и изучуван од најрана возраст. Тоа е употребата на формата од глаголот be по лица во еднина и во множина. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are и they are. Веднаш после формата од глаголот be ја додаваме конструкцијата going to кај сите лица во еднина и множина. I am going to, you are going to, he is going to, she is going to, it is going to. И во плурал или множина, we are going to, you are going to, they are going to. Веднаш после нив следи основна форма од глаголот, во овој случај го избрав да го употребам глаголот dance, меѓутоа на местото од глаголот dance може да стои било кој друг глагол во основна форма. I am going to dance, you are going to dance, he is, she is, it is going to dance, we are going to dance, you are going to dance, they are going to dance or to swim, to work, to run и така натаму и така натаму. Било кој глагол може да се употреби на тоа место, меѓутоа во основна форма. Од другата страна пак го имаме present continuous tense или present progressive, сегашно трајно време. Како што можеме да видиме, доколку споредиме со формата be going to, ќе видиме дека и овде во почетокот на реченицата имаме употреба на глаголот be, односно неговите три форми во сегашно време. I am, you are, he is, she is, it is. И во множина we are, you are и they are. Меѓутоа, што се случува сега со глаголот dance? Сега глаголот dance, како што гледате, не го употребуваме во основна форма, туку напротив му ја додаваме наставката ing, која што е задолжителна за формирање на сегашно трајно време во сите три форми, и во потврдна, и во одречна, и во прашална форма. И речениците би гласеле вака. I am dancing, you are dancing, he is, she is, it is dancing, we are, you are, they are dancing. Меѓутоа,
Ако погледнеме во spelling rules, треба да се подсетиме дека, како што заприметивте тука, ја нема последната буква од глаголот dance, а тоа е буквата и, односно е. Доколку се случи некој глагол да завршува на е, односно на и, тогаш пред да ја додадеме наставката ing, треба да ја испуштиме буквата е, односно и. И глаголот ќе гласи dancing. Понатаму, постојат и такви глаголи, како што е run, swim, travel, sit, stop, shop, каде што последната буква се дуплира, а потоа додаваме наставката ing и повеќето од глаголите директно на основната форма ја зема наставката ing. И уште нешто, значи, се подсетивме на формирањето, се подсетивме на правилата за пишување или спелување на глаголите кога се употребуваат во present continuous tense и уште на нешто треба да се подсетиме дека глаголот be, покрај тоа што рековте, има три форми во еднина и множина, формите am, is и are, треба да се подсетиме и на неговите одречни форми, кои што треба да си личат на потврдните форми. Am потврдна форма, am not одречна, is потврдна, isn't одречна и are потврдна, aren't одречна, секако дека овде не е грешка при формирањето на речениците. И со be going to, и со present continuous tense да користите и кратка и долга форма од глаголот be. Употреба. Сега да ја видиме употребата на овие две форми за искажување на идно време. На претходниот слайд кажавме како се формираат и видовме сличности во формирањето на овие две глаголски конструкции, а денес ќе видиме што е слично или различно помеѓу овие две форми за искажување на идно време. Почнуваме со be going to формата. Една од првите употреби е за искажување на планови или намери. Например, I am going to visit London. Рековме, значи, ја имаме формата од глаголот be, ја имаме глаголската конструкција going to и глагол во основна форма. Доколку ги поставиме овие три прашања, ќе видиме следно. Ако го поставиме прашањето where или каде ќе се одвива дејството, имаме информација во реченицата дека тоа е Лондон. Меѓутоа, на второто прашање when, кога, немаме информација. Исто така и на третото прашање who with, со кого, немаме информација. Што значи дека на трите прашања, од трите прашања имаме информација само на едно. We don't have all the information. Во случајов, затоа користиме going to форма, каде што немаме комплетна информација со кого или каде или кога ќе се случува дејството. Единствено што искажуваме значи само план или некаква си намера. Една од другите употреби на going to формацијата е predictions, односно предвидувања со доказ кој што постои, врз основа на нешто што го гледаме или слушаме. Значи, предвидуваме врз основа на она што го гледаме или слушаме. Например, it's going to rain, ќе врне, because I can see the dark clouds, бидејќи можам да ги видам темните облаци. Или истата реченица, малку помодифицирана, look at those black clouds, it's going to rain. Значи, овде предвидуваме врз основа на она што го гледаме, а тоа се темните облаци. Од десната страна ја имаме употребата на present continuous или present progressive tense. За разлика од be going to, каде што искажувавме планови или намери, овде имаме arrangements. Например, I am visiting London. It's 99% decided. Значи, овде искажуваме некаква си одлука,
која што е 99% потврдена дека тоа глаголско дејство ќе се случи. Или I'm meeting Mark at 6 p.m. in the park on Friday. Ако одговориме на трите прашања на кои што одговаравме ќе be going to, ќе видиме дека овде имаме комплетна информација за сите три прашања. Например, where, каде би се одвивало дејството in the park? When, кога? At 6 p.m. on Friday. Who with? Me and Mark. Значи, како што можеме да видиме, меѓу двете глаголски конструкции е тоа што степенот на исполнетост на планот или аранжманот со present continuous tense е многу висок и остварлив во точно време, место и со конкретни личности. Додека со be going to искажувавме само некаков си план или намера за кој што немаме комплетна информација кога, каде или со кого би се случил или би се остварил тој план или таа намера. Најчесто учениците ги помешуваат планот, намерата и аранжманот. На следниот слайд ќе видиме што е разликата помеѓу планот и аранжманот, за да ја видите точната употреба на be going to и present continuous tense. Со be going to рековме дека искажуваме лични планови, но овие планови рековме дека се некомплетни во однос на време и на место и на личности. Например, she is going to study Arabic. Значи, таа има план или намера, личен план или намера да учи арапски. Да повториме. Еве формата од глаголот be, еве конструкцијата going to и глаголот study во основна форма. Од другата страна имаме present continuous tense. Сега, што значи аранжман? Аранжман исто така значи план, меѓутоа, ако овде имавме лични планови и намери, овде имаме планови со други луѓе кои што се точно и конкретно 99% остварливи на точно место во точно време со одредени луѓе. Тоа е разликата помеѓу план и аранжман. Например, they are playing football with friends this weekend. Еве, да се навратиме повторно на формирањето. Are е форма од глаголот be која што одговара за they. Глаголот play задолжително зема наставка ing, така да ја имаме формата are playing football. What? Football. Who with? With friends. When? This weekend. Конкретни информации кога тој план, односно аранжман би се одвил. Сега имаме quiz time или време за квиз, за да видиме дали доволно сме ги усвоиле деловите за формирање и употреба на овие две глаголски конструкции за да искажиме идно време. Задачата гласи вака. Fill the gaps with the verbs in brackets using either be going to form or present continuous. And before you start completing or filling the gaps, you should remember to ask yourself this question. Пред да почнете да ги решавате вежбите, задолжително поставете си го прашањето. Is it a personal plan? Дали е ова личен план or a plan with other people или план со други луѓе? Например, прва реченица. Tomorrow I buy a new memory stick. Дали е ова личен план или план кој што треба да се одвива заедно со други луѓе? Овде, како што гледаме, освен I во реченицата, немаме ниту еден друг вклучен носител на дејството. Затоа велиме дека бидејќи е план личен, станува збор за конструкцијата going to. И реченицата ќе гласи вака. I am going to buy a new memory stick. Втора реченица. Natalie and Roger
not play tennis with Jack and Maria on Thursday. Овде гледаме дека има повеќе луѓе кои што се вклучени во планот, односно ова е аранжман или заеднички план кој што ќе се одигра во точно одредено време, on Thursday, односно во четвртак. Сега да пристапиме на решавањето на реченицата. Во заградата имате негација not и глагол play. Бидејќи ја имате негацијата not, реченицата треба да биде во одречна форма во present continuous tense. И би гласело: Natalie and Roger aren't playing tennis with Jack and Maria on Thursday. Трета. When I'm 18, I travel around the world for a year. Исто така и во третата реченица немаме други вршители на дејство, туку овде станува збор за личен план или намера што треба да се случи некогаш во иднина. Затоа ќе ја користиме конструкцијата going to и реченицата ќе гласи: I'm going to travel around the world for a year. Четврта реченица. She can't go on Saturday. She visit her granny then. Овде немаме вклучено други членови во реченицата, односно не станува за заеднички план или намера. Меѓутоа, овде имаме точно одредено време кога ќе се случува глаголското дејство, а тоа е on Saturday. Затоа реченицата ќе гласи: She is visiting her granny then. И на крај, последната реченица, he not go to the doctors on Wednesday. Тоа е личен план или намера дека нема да оди на лекар во среда, меѓутоа точно одредено време е кога ќе се случува дејството, во среда. Затоа повторно употребуваме present continuous во одречна форма, бидејќи ја имаме негацијата not и реченицата ќе гласи: He isn't going to the doctors on Wednesday. Ви благодарам за вниманието. Презентацијата може да ја погледнете колку што сакате. Повторете ги уште еднаш начините на формирање на овие две глаголски конструкции и нивната употреба, посебно во делот на употреба, а потоа за домашна задача имате да составите по ваша желба по неколку реченици во потврдна, одречна или прашална форма со примена на going to и на present continuous tense. Ви благодарам уште еднаш на вниманието и се гледаме во некоја си друга ваква онлайн презентација за изучување на англиски јазик. Се надевам дека ви беше интересно. Поздрав!